Поседувањето на оружјето секогаш во историјата одигрувало значајна улога во добивањето на војните. Според историчарите тоа не било само техничка, туку и психолошка потреба, затоа што секој оној кој поседувал повеќе оружје се чувствувал помоќен и посилен за да се впушти во било каква борба со непријателот. Тоа не било ништо поразлично и во Крушево за време на подигнувањето на Илинденското востание. Оружјето во Крушево се набавувало на разни начини. На почетокот тоа било дури малку стихијно, неорганизирано, се увезувало од странство, најчесто од Грција или Бугарија, а дел дури и се крадело од муслиманското население кое што го поседувало. Според одредени податоци, со процесот на организиран начин на собирање на оружје за Илинденското востание се започнува некаде во 1897 година, односно 6 години пред подигнувањето на востанието. Но кога и купувањето на оружјето и муницијата не биле доволни, се започнува и самостојно производство во Крушево, во неколкуте тајни леарници во градот. Една од нив е и оваа на Костолапе, која што никогаш не била откриена. Таа не била откриена дури ниту кога завршува востанието и Крушево повторно е во рацете на османлиите. Оваа леарница била, бидејќи се наоѓа на периферијата на градот, маскирана како бојачилница, не била откриена до крајот на востанието. Била турците не ја откриле. Ова место се леле куршуми, се поправало старото орудија, била под водство на интелектуалната група Наум Томалевски, Стерио Бажев, Атанас Поп-Христов и Наум Томалевски. Ова куќа е реновирана во периодот 1998 до 2003 година, а 2003 година е свечено пуштена во употреба повод 12 годишнината од Илинденското востание и Крушевската република. Оружјето низ градот се разнесувало на доста итер начин, преку криење на истото под женските носии или пак скриено во лебот, кој што жените наводно го носеле да се печи на фурна. Во оваа леарница тајно се носело и олово, кое што се собирало по куќите, потоа тие оловни предмети се топеле во вакви садови и се правеле зрната за муницијата, кои што потоа се ставале во куршумите, односно чаурите. Например, жените навикни на леп го ставале орудијата, сите или куршумите, или во појасите ги ставале во редениците, во викни леп и ги носеле токму во оваа подрумска просторија и му ги давале на искусните мајстори Ставре Буријан, Митка Манак. Во оваа подрумска просторија имаме една импровизирана леарница, импровизирана наковална и се извршувале сите ковачки работи. Орудијата користени при обработката на старите орудија и леењето на куршуми. Ова МФ се распалува огништето, кој било потребно за светување на оловото. Откако ќе се светува оловото, се ставало во специјални калапи, наречени кокили. Од едно состојно полнење од оловото се добивале по 2 до 3 куршуми. Обично оловото го собирале од покуќите цело и го топеле оловото, зашто немало олово да се купи. Туку собирале оловни работи и го топеле оловото и ги правеле, ги лееле куршумите во посебни калапи. Инаку оваа куќа е на Косто и Пашка Лапе, тие беа мој прадедо и прабаба. Косто Лапе е загинат во битката на Слива и тие биле бојаджи и покрај бојаджилукот, така и леарницата постоела, бидејќи кога го турале дел од оловото што се турало, заедно со бојата ја мешале од што бојадисувале и така да оваа леарница останала тајна и не ја откриле турците. Во долниот дел на леарницата се чуваат повеќе вакви оловни зрна и реденици од илинденскиот период. Едно од поинтересните оружја кои што се употребувале во тој период, секако е и така нареченото црешово топче, кое дури и денес привлекува големо внимание. Креатор на тоа така наречено црешово топче е војводата Тодор Христов, оној кој што го прави планот за напад и за вземање на Крушево. А топчето прв го изработува
Тодо Боријар. Едно ѓуле, кое што се употребувало за овие топчиња, се чува и во оваа леарница. Топчињата кои што се употребувале во востанието биле правени во Крушево, во селото Селце, а неколку и во Бигорскиот манастир. Должината им била од 80 до 150 сантиметри, а тежината од 20 до 70 килограми. Возеде мене на оваа фотографија е Тодо Боријар, главниот пуштакар и инструктор на Церешовото топче. Значи, по негова ингеренција изработено Церешовото топче, него му помагале Митко Манак и Ставре Боријар. Значи, тоа селечки топчиња биле изработени покрај во Селце во Крушево. Придна средба во куќата на Никола Карев, во кој присуствува војводата Цветко Стојчев и Никола Киров Мајски. Никола Киров Мајски на војводата Цветко Стојчев, кој бил од Селце, му дава задача да се изработи Церешово топче, бидејќи се Селце изобилувало со церешово дрво. Цветко Стојчев со воодушевување прифаќа таа идеја, изработил Церешово топче, но бидејќи при првата проверка на местноста гумење, тоа се распрснало, а овој Тодо Боријар, значи, ставил железни обрачи и така Церешовото топче било спремно за да се користи во битката кај Слива. Значи, тоа Церешово топче, што денес се наоѓа и постои во Аскери музеј, е токму во битката на Слива и е дело на Тодо Боријар. Покојниот професор Ванче Стојчев при една посета на Аскери музеј го пренаоѓа Церешовото топче, и се договори на тогашната влада на Република Турција, Република Македонија, се договараат Церешовото топче по повод 100-годишниот од Еленското востание Крушевската република да биде донесено тука во Крушево. Беше донесено, беше положено одреден временски период во споменикот Илинден и одредено време во музеот на град Скопје, но бидејќи тоа е трофејна победа на османините во Еленското востание, тоа требаше повторно да се врати во Аскери музеј. Денес постои во Аскери музеј во Истанбул. Во горниот дел на леарницата се чуваат повеќе пушки и пиштоли кои што се употребувале за време на востанието. Голем дел од нив се најдени ке местноста Слива, каде се одигрува една од најзначајните битки за Крушево. Потоа истите оружја се реставрирани и поставени тука. Леарницата поседува и поголема збирка на оружје. Ова оружје, дел од ова оружје е најдено во битката на Слива. Во Македонија единствено се произведувале пушки во Тетово и тие ги викале тетовки, а инаку оружјето се носело од странство, од надвор, обично го пренесувале во вреќи од жито, тајно се пренесувало оружјето. И овие пушки се од австриско, француско и американско потекло. Комитите исто така се служели и со заробени пушки од турците и од битките ги заробувале. Се наоѓале тие дел од организацијата збирала и пари за откуп на оружје, така да повеќето од оружјето се купувало со пари и се пренесувало од другите земји. Пушките и пиштолите во леарницата ги има од најразлични периоди, од оние најстарите пиштоли, така наречени кременјачи, па се до на најновите модели за тој период. Се наоѓаме пред изложбениот простор каде што се сместени кременјачите, пиштоли кои што ги користеле обично турците, а долу се рачно изработени капислари во кои што се чувало оружјето кое што се капислите кои што се употребувале за овие пиштоли. Ова е пушката Штаер Малихер, со која што ракувал Никола Карев и модел на неговиот пиштол. Значи ги поседувал Никола Карев оваа пушка и овој пиштол. Тоа се не негова сопственост. Со целата своја приказна и уникатните експонати,
Леарницата во Крушево е еден од најпознатите музеи во овој град, поврзани со неговата славна историја и која секоја година привлекува голем број посетители, како од нашата држава, така и од странство.